Драги гледачи, добродојдовте во светот на фудбалската трета лига група Исток. И во овој пролетен дел ќе другоруваме преку нашите фудбалски репортажи, благодарејќи на соработката со раководството и првиот човек на Кидго Пекчево Кирил Гогов. Камерата на Ирис телевизија со цел популаризација на фудбалот на Истокот ќе се труди веродостојно да ви ги прикаже настаните на фудбалскиот клуб Кидго Пекчево со сите своји противници. Во името на спортската редакција на Ирис телевизија можам да искажам искрена благодарност и до сите екипи во третата фудбалска лига група Исток кои не возможуваат коректен и фер услови со цел да се чувствуваме мощно пријатно на сите стадиони. Фудбалските третолигаши од групата Исток го започна правенството во пролетниот дел минатата недела и се одигра над преварите од првото коло или редовно 15-то коло во кое беа постигнати следните резултати. Кежовица Брегалница Голак 1:0, Кидго Пекчево Зрновка 3:0, службен резултат. Рудар 1947 Малеш 2:2, Овчеполе Слога 1934 3:0. Забележливо е дека екипата на Зрновка во закажаниот термин не се појави на теренот, што беше регистрирано од официјалните службени лица и надпреворот е регистриран со службен резултат 3:0 за Кидго. Викендов на програмата беа надпреварите од редовното 16-то коло во кое се среќаваат Брегалница Голак Слога 1934, Малеш Овчеполе, Зрновка Рудар 1947 и Кежовица Кидго Пекчево. Вниманието на фудбалската јавност на Истокот е насочено на фудбалскиот надпревар во Ново село помеѓу екипите на Кежовица и на Кидго Пекчево. Тимот на Кежовица прикажа одличен фудбал во есенскиот дел и со поголема среќа можеше да биде на второто место на табелата. Раководството на клубот прави максимални напори екипата да биде равноправна со останатите и за таа цел се доведува неколку квалитетни засилувања. Теренот квалитетно се одржува, собликувањите се дотерани и добро опремени, а со помош на локалната самоуправа се изврши и оградување на теренот. Единствен проблем на овој стадион во Ново село се трибините. Конфигурацијата на теренот налага со мали инвестиции да се направат трибини со услови пристојни за следење на фудбалски надпревари. Од тука на фудбалскиот клуб Кежовица и те како им е потребна помош од Фудбалската федерација на Македонија со донација да припомогне во реализацијата на проектот трибини во Ново село. Од УЕФА и ФИФА пристигнуваат огромни донации и средства кои во главно се делат за фудбалските прволигашки клубови, додека овие тимови од пониските лиги некако се запоставени. Се со цел афирмација на фудбалската игра, Фудбалската федерација на Македонија треба да ги помогне и овие екипи кои ја милуваат фудбалската игра и се вистински расадник на млади и талентирани фудбалери. Во вакви мизерни услови, стадионот во Ново село го окупира голем број пријатели на фудбалот со цел да уживаат во фудбалските мајстории на младите таленти и на Кежовица и на Кидго. Може да се забележат голем број на познати фудбалски имиња, некогашни и сегашни, кои што знаат и ги ценат квалитетите на двете екипи. Не само Штип, навивачи имаше и од повеќе места од Истокот, а секако тука ги имаше и верните симпатизери од Пекчево, кои својот тим го следат насекаде по Истокот. За разлика од трибинскиот дел, вредните домаќини негуваат одличен терен кој наскоро со подобрување на временските услови уште повеќе ќе се различи. За денешниот надпревар и самиот Господ Бог се погрижи актерите на теренот да имаат идеални временски услови, откако во утринските часови падна обилен дожд. Но на одличниот терен не се забележуваше никакви траги од вода, односно теренот беше тремнат малку нерамен кој наскоро сигурно ќе се обнови. Екипите на Кежовица и на Кидго одлично се познаваат и очигледно беше дека едва и чекаат мечот да започне и технички да се надмудруваат. Тренерскиот двоец на Кежовица Драган Митов и Кире Дириволов се реши за следниот состав. Со број 1 Кире Постолов, број 2 Мартин Велинов, број 3 Мартин Јанев, број 5 Емил Рунтевски, број 6 Вилијам Јорданов, број 7 Игор Анакиев, број 8 Васко Папаров, број 9 Марио Филиповски, број 10 Петар Левков, капитан на екипата, број 11 Саше Соколов, број 15 Бобан Стојанов. На клупата за резерви фудбалери се со број 12 Ристе Дели Петров, број 4 Иван Рунтев, број 14 Бобан Цимишик, број 16 Стојанче Стојанов, број 17 Борче Лазовски, број 19 Стефан Костадиновски и со број 20 Мартин Ташов.
Тренерот на Кидго Певчево, Трајче Сернев, се реши за следниот состав. Со број 12 Тамер Јамаковски, број 4 Миле Денковски, број 6 Иле Синев, број 7 Мартин Стојанов, број 9 Бобан Марич, број 10 Маријан Ташков, број 13 Иван Колев, број 15 Владимир Дујовски, број 19 Мартин Димовски, кој е воедно и капитен на екипата, број 20 Владко Стојанов и со број 22 Петар Најдов. На клупата за резени фудбалери се со број 1 Стојан Богдановски, број 2 Денис Јанковски, број 5 Дени Андонов, број 17 Дарко Нацев и со број 23 Томи Станоевски. Главен судија на надпреворот е Драган Јаневски од Кочени, а негови помошници се Ристе Бојчев и Игор Костовски од Штип. Контролор на мечот е Јохан Караколев, а делегат Владко Гигов и двајцата од Штип. Играчите на домаќин од Кежовица се во сини дресови, а гостите од Пехтево се во бели дресови. Почетниот удар им прибаѓа на домашните играчи, со што и започува правесениот дуел Кежовица Кидго Пехчево. Надпревар како и секој кој започува со почетно испитување на силите, фудбалско надмудрување на средината на теренот со цел трасирање на патот на топката кон едниот или другиот гол. А и да не заборавиме дека помеѓу стативите се двајца исклучително искусни и добри голмани, Кире Постолов на голот на Кежовица и Тамер Јамаковски на голот на Кидго Пехчево. Ова како најава дека ќе им биде тешко на стрелците, а дали така ќе биде, ќе видиме. Првен кон голот се заканија гостите од Пехчево. За поднесување на нишанските справи се потруди капитенот Мартин Димовски, но топката заврши високо над голот на Кежовица. Во 9-та минута од надпреворот, Рунчевски по изведениот слободен удар за Кежовица ја упати топката кон Левков, а капитенот идеално го проигра на Киев, кој беше побрз од одамбрените играчи на Кидго, но за жал помоштиот судија го подигна заменчето сигнализирајќи недозволена офсайд ситуација. Веднаш по ова, во продолжение, слободен удар изнудија играчите на Кидго по левата страна. Слободниот удар го изведе капитенот Мартин Димовски, упатувајќи ја топката во казнениот простор на Кежовица. Највисоко во скокот е Синев, шутира со глава, но за жал топката оди крај голот на Постолов. Во 12-та минута Марич украде една топка и ја додаде кон Дујовски. Акцијата ја продолжи кон Најдов, пронајувајќи го Марич, кој ја враќа топката кон Ташков. Следи удар од 20 метри, но непрецизно над голот. Акција на Кидго во 15-та минута, по која проигруваат Дујовски и Ташков, кој ја додава топката кон Димовски, а овој веднаш шутира на топката оди над голот на Кежовица. Една минута подоцна, односно во 60-та минута, ја бележиме неубавата акција на играчите на Кидго во досегашниот тек од надпреварот. Дујовски од средината на теренот го запослува Најдов на левата страна, кој пат веднаш ја продолжува топката кон залетаниот Димовски. Капитенот на Кидго во нему својствен стил идеално центрира,
а топката силно со глава ја зафаќа Бобан Марич, шутирајќи во голот на Кежовица. Следува феноменална реакција и одлична одбрана на голманот Кире Постолов, кој чудо со одбрани исфрли топката во корнер. Од публиката стигнуваат и првите аплаузи за сите актери во оваа перфектно изградена акција. На спортивната страна се заканија капитенот Левко, кој мощно умешно одигра и го проигра со Колов, кој веднаш шутира, но за жал крај голот на Јамаковски. Во контрнапад играчите на Кит го издудија нов корнер кој го изведе Мартин Стојанов. Топката одеше на првата статива, се обиде Колев со глава, но шутираше непрецизно крај голот. Во 31-та минута беше досаден слободен удар за Кит Го. Го изведе Ташков, нафрлајќи пред голот. Голманот Постолов ја боксуваше топката. Надвор од казнениот простор ја прифати Дујовски. Следуваше веднаш удар силен кон голот, при што Колев го смени правецот и топката влезе во голот на немоктиот Постолов. Гол за водство на Кит Го и резултат 0:1, стрелец Иван Колев. Речиси по половина час игра падна првиот гол, по кој што домакините тргнуваат за прв пат од центарот на игралиштето. По 2 минути игра, нов напад на Кит Го и нова закана по голот на домашните. Димовски упати паралела кон Најдов. Одбраната на Кежовица погреши, а Марич успеа да сврте топката кон Марти Стојанов, но голманот Постолов храбро со пал во нозе ја расчисти оваа ситуација. Во финишот на првиот гол Кит Го доаѓа и до вториот гол. Акцијата започна од капитенот Димовски, кој проигра со Најдов на истата лева страна, кој пак повторно враќа, а Димовски ја свртува кон казнетиот простор. Топката некој дојде до Марти Стојанов, кој се решава на силен удар во самиот агол на немоктиот Постолов. Премногу одблису и премногу силен беше ударот на Мартин Стојанов, за резултат Кежовица Кит Го 0:2, стрелец Мартин Стојанов во 45-та минута. Со овој гол се стави точка на првиот дел во кој гледачите сепак ужива во добрата игра и во постигнатите 2 гола со надеж дека така ќе се продолжи и во вториот дел. Тренерскиот двоец на Кежовица Митов и Дериволов се реши за двојна замена уште на стартот на вториот дел. На местото на Јорданов и на Филиповски во игра влегоа Лазовски и Стојанов, а првиот удар во вториот дел го изведоа играчите на Кит Го преку Бобан Марич. Очигледно играчите и на обете екипи добија корисни совети од своите тренери како понатаму да продолжат и да ја продолжат ефикасноста со голови серија. Во 51-та минута Димовски го проигра Ташков, овој продолжи кон Најдов, кој пак се проби по левата страна и упати мощен незгоден удар откосо, но голманот Постолов повторно интервенираше добро, ја избоксува топката и ја расчисти ова опасна ситуација. Во 54-та минута Мартин Стојанов упати центаршот од десната страна, на топката стартуваше Марич, но беше изблокиран од Рунчевски. Ново за око убава акција следуваше во 55-та минута. Јамаковски дегажираше кон Колев, кој го проигра Денковски, а овој веднаш ја продолжи топката кон Мартин Стојанов. Итриот Стојанов успеа да помине покрај двајца противнички играчи, влезе во казнениот простор и кога во пресет му тргне голманот Постолов, како да се подисплаши и место во празниот гол или да го проигра слободниот Марич, шутираше крај голот. Чиста ситуација за нов гол, кој за жал остана нереализирана. Домашните играчи не останаа должни, изведоа акција по која изнудија слободен удар откако беше фаулиран Анакиев.
Слободниот удар го изведе капитенот Левков, но неговиот удар заврши високо над голот. По цел час игра, потоци во 60-та минута бележиме нов слободен удар за Кежовица. Овој пат во улога на снајпер е Рунчевски, кој од огромна далечина шутира силно, но по средината на голот, пошто Јамаковски сигурно брани. Акција на Кидго по десната страна, преку агилниот Денковски, кој ја додава топката за Мартин Стојанов, кој пак испраки идеален центаршут кон голот на домакините. На топката натрча Нацев и ја смести во мрежата на немокиот Постолов. Гол за резултат 0:3 во 63-та минута од мечот, а стрелец Дарко Нацев. Интересно, ово беше првиот контакт со топката откако преходно влезе во игра на местото на Најдов. Домакините се принудени по трет пат да тргнат од центарот на игралиштето, но никако не се предаваат. Имаат игра, изведуваат добри акции, но никако да реализираат со гол. Во 68-та минута Анакиев одличи го празно проигра Рунчевски, кој им побегна на своите чувари. Ако го пресет му тргна голманот Јамаковски, рутинирано по земја шутираше во мрежата на немоктиот голман на Кидго. Гол за резултат 1:3, стрелец на гол за Кижовица Емил Рунчевски. Гостите од Пекчево се принудени и тие за прв пат да тргнат од центарот на игралиштето. Ново сакано по голот на Постолов бележиме по акцијата на Нацев, кој одлево ја сврте топката кон пеналтикот. Мартин Стојанов ја прескокна топката бидејќи Ташко беше во подобра позиција. Следуваше силен шут кон голот и уште подобра реакција, односно одбрана на голманот Кире Постолов. Следуваше акција на Кижовица на спротивната страна. По одличната акција на Соколов, кој идеално го пронајде Рунчевски. Влезе во кастелиот простор и во дуел со Денковски и двајцата паднаа, пошто Колев расчисти. Рунчевски бараше пенал, но судијата Јарански беше близу и даде знак играта да продолжи. Итриот и брз Мартин Стојанов учествува во нова акција на Кидго, ја додава топката кон Ташков, а овој продолжува кон слободниот Димовски по лево. Следи идеален центаршут кој го прифаќа Бобан Марич и Несебичо ја враќа топката кон слободниот Нацев, но го не му е тешко да ја смести топката во празниот гол. Одличен потек на Бобан Марич и сигурна реализација на Дарко Нацев, на кого ово му е втор гол на овој надпревар, а четврти за Кидго. Ја бележиме 85-та минута, Кежовица Кидго 1:4, стрелец Дарко Нацев. Всушност, ова беше и конечниот резултат на овој исклучително динамичен, возбудлив и интересен надпревар заченет со 5 прекрасни голови. 0:1 Иван Колев, 0:2 Мартин Стојанов, 0:3 Дарко Нацев, 1:3 Емил Рунчевски и 1:4 Дарко Нацев. Фер и коректен надпревар, со меѓусебна почит и респект на сите актери на теренот, со што возможи и одлична свирка на судиската тројка на чело со Драган Јаневски од Кочени. Гледачите кои дојдоа во голем број покажа и докажа дека се желни за добар фудбал, а тоа екипите на Кежовица и на Кидго Пекчево на дело го демонстрира и го покажа, пошто сосема задоволни го напуштија стадионот во Ново Село. Еве ги комплетните резултати од оваа 16-то голо. Брегалница Голак, Слог 1934 1:1. Мале Шовчепале 2:2. Зрновка Рудар 1947 0:3, службен резултат и Кежовица Кидго Пекчево 1:4. Табела. Екипата на Кидго Пекчево е прва со 46 освоени бодови.
Второ место Малеш 26. Трето и четврто место Кежовица и Брегалница Голак со по 24 бодови. Петто место Рудар Илдесо 47, 23. Шесто место Овчеполе 22. Седмо место Слоги Илдесо 34, 16 бодови и на последното осмото место Зрновка со само еден освоен бод. По двата неодиграни надпревари на екипата на Зрновка од Зрновци најверојатно ќе следи официјално исфрлање од лигата, зашто наскоро ќе има нови информации од раководството на третата лига Група Исток. Драги гледачи, ова е се во фудбалската репортажа за третата лига Група Исток. Камерата на Ирис телевизија во следното 17-то коло ќе биде на надпреварот во Пекчево помеѓу екипите на Китго и на Брегалница Голак. До тогаш останете со здравје и уживајте во програмите на Ирис телевизија. Пријатно!